Целта на поезијата се вели е да предизвика емоција. Денес ќе зборувам со младата, талентирана, но и наградувана поетеса Ружица Стојановска. Таа е авторка на 3 објавени стихозбирки: Детско изворче, Срцето на дланка и Облечено за љубов. Ружица, добре дојде и како се чувствуваш? Ти благодарам, Ива. Добар ден на сите. Најнапред сакам да ти се заблагодарам за поканата и сакам да го поздравам во овој независен проект кој што го правите заедно. Навистина ми е чест што конечно некој кај нас разбудил свест да ги инволвира младите автори во вакви емисии и проекти. Се чувствувам прекрасно и ви благодарам за прекрасната атмосфера. Ти благодарам на убавите зборови. Кажи ми, што представува за тебе поезијата како уметност и зошто е важно да читаме поезија? Поезијата пред се представува највозвишено чувство, тоест механизам преку кој што човекот, писателот, поетот може да ги искаже своите чувства, тоест представува еден вид на рефлексија во најдлабоките темнини кои што се случуваат во душата на авторот. Исто така, метафорично можеме да ја прикажеме како ритмот на срцето всушност ги представува зборовите преку некој љубовен танц, например. Ти твојата прва стихозбирка, Детско изворче, ја пишуваш на најрана возраст. Кажи ми, кој ти беше најголема поддршка и кој можеби те поттекна да започнеш со пишување? Детско изворче е всушност спонтана стихозбирка, издадена на моја најрана 8-годишна возраст. Тоа е возраст каде што децата всушност почнуваат да читаат и пишуваат. Детско изворче е стихозбирка поттик најчесто од најблиските, од другарчињата тогашни. Исто така, бидејќи живееме во мало место, доаѓам од градот Баландово, таму се знаеме сите. И Детско изворче всушност настана благодарение на тие награди и признанија кои што ги добивав за време на конкурсите, како што беше, например, Месецот на книгата, Денот на жената, првиот пролетен ден. Тоа беа се прво наградувани мои поезии и може би беа и најголемиот поттик за да се создаде една ваква стихозбирка. Детско изворче е, како што каже и самата, кратка поезија наменета за деца. На кого Ружица му ги посвети првите стихови и каде се во тоа време беа објавувани твоите творби? Детско изворче всушност има посвети за например, мојот сон, за математика, некогаш ми бил училишен најомилен предмет. Има стихови за книгите, тоа се наградуваните песни кои што сум ги добивала на конкурси, за новогодишна елка, за Дедо Мраз и такви содржини. Каде се беа во тоа време објавувани твоите творби? Списанија, можеби некои детски кои постоеле тогаш? Там творбите беа објавувани во тогашното детско списание Другарче. Се сеќавам дека имаше посебен дел извадок за читателите, тоест на учениците, кои што праќавме творби и се надпреварувавме чија творба ќе излезе во првото списание. Да, тоа беше исто така голем поттик, бидејќи такво нешто не се случуваше секогаш. Навистина едни убави спомени од детството, безгрижно, токму такво какво што заслужува секое дете. Нешто подоцна ја објавуваш твојата втора збирка, го носи насловот Срцето на дланка. Таа е комбинација и од поезија, но и од проза. За жал, во тој момент се соочуваш со голема болка по загуба на блиска личност. Кажи ми, што поминуваш во тој момент и како успеа емоциите да ги соголиш на хартија? Срцето на дланка е збирка која се издава само година подоцна. Овде се случуваат хаотични моменти од мојот живот, тоест новина која што не сум ја искусила претходно. За жал имавме загуба на блиска личност и можда и тоа беше поттик за да токму тоа биде и насловот Срцето на дланка, бидејќи едното срце повеќе не е тука помеѓу нас, па единствено нешто што можам да направам е да подарам нешто посветено на него.
кој што луѓето ќе го држат во дланка. Исто така во еден момент имавме загуба, во друг момент имавме принова. И може овде да се забележи дека има тешки емотивни ноти, но колку има и тежина, толку има и убави моменти кои што овде се забележани. Можам да ви прочитам те. Да, јас би те замолила да ми прочиташ дел од прозата која имаш посветено. За да можам подобро да ви го доловам Може да го направиме во овој момент. тоа што ви го зборувам. Например, Шумот на јаворот е втората проза која што е овде објавена. Јаворот представува всушност длабоки корења на личноста која што беше посветена на моето детство и беше тука секогаш за мене, па ете, да ви представам. Сакам, сакам да го правам тоа, но сакам и да го слушам твојот шум. Ти беше застапен во мене како едно јаворово дрво, толку цврст и издржлив, херој во моите очи. Сакам да го слушам твојот шум додека стојам на прозорецот, да ги слушам твоите жолти листови кои има да ми раскажат некоја приказна, авантура за тебе, да го слушам твојот шепот кога ќе ги отворам очите. Ги нема повеќе тие денови. Како ветрот силно да задува и те однесе некаде далеку од мене и мојот прозорец. Од звезденото небо над мене. Го нема. Повеќе го нема твојот шум кој ме восхитуваше. Ми создаваше пријатна мелодија. Шуми. Шепоти јаворе. Шепоти повторно. Повторно е ноќ. Се што крие ноќва, заедно да споделиме. Да те слушам рано до зори. Но не. Погледнувам низ прозорецот. Твоето место е празно. Те нема. Ветрот те однел некаде далеку. Беше толку силен во моите очи, но ветрот во случајов бил посилен од тебе. Те слушав. Те слушав додека сите спиеја. Кого? Кого ли да слушам сега? Може би сум навикната на тебе, па не можам без тебе. Може би ми треба една од твоите гранки, за да се потпрам, твојот корен, за да израснеш повторно. Може би твојот лист, за вечно да го чувам. Браво, секоја чест. Ружица, колку пишувањето ти помогна на некој начин да ја пребродиш загубата? Пишував, паметам, во доцните ноќни часови, тогаш кога не знаев на каков друг начин всушност да го искажам тоа кое што дивееше во мене. И единствен начин и единствена утеха беше да земам пенкало и лист хартија и да го запишам сето тоа кое што го чувствувам, бидејќи хартијата не ми представуваше прашања, не бараше одговори и не ме осведуваше за нештата кои што јас ги чувствував длабоко. Секој од нас на различен начин се справува со болката, а за некој навистина пишувањето може да има дури и терапевтска моќ. Во продолжение во збирката се редат и, како што кажа самата, охрабрувачки зборови, мотивирачки, позитивни. Што беше тоа друго што те инспирираше додека ја пишуваше? И во оваа збирка има проза која што е посветена за вујко ми, например, за тетка ми, за мајка ми, татко ми. Така да морам да им заблагодарам најмногу, бидејќи, ете, биле инспирација и покрај се кое што ми се случувало во животот и биле тука и ми биле најголем поттик и подршка и мислам дека колку е за личноста која што не е тука, толку е за другите кои што беа овде, додека јас го поминував цел тој болен процес. Твојата последна и трета стихозбирка, Облечена за љубов, многу интересно име, може да ми кажеш нешто повеќе околу тоа? Облечено за љубов всушност е ткаенина на себе разочарување, на маска пред светот, да не се видат тие длабоки болни чувства, првите љубови, првата платонска љубов, првите преболувања. Тоа е всушност ткаенина за љубов и си ветив дека следната книга ќе биде соблечена од љубов и ќе биде со повеќе страст. Облечена за љубов всушност те представува тебе самата и твоето созревање. За ова дело имаш прекрасна промоција, многу позитивни коментари. Кажи ми што најмногу тебе ти остави впечаток? Облечено за љубов всушност е процес на транзиција каде што од едно мало кревко невино срце и девојче доаѓа до созревање на личност, можам да кажам. И како што ви реков, има многу разочарување,
има многу болка напишана исто така и овде. Можда болката ми е најголема инспирација. Сега вака кога правиме некој осврт. Исто така овде има и поистоветување со животот и болката, колку е важно да срцето чука и тогаш кога е скршено. И има кратки мисли пред секој, ова е инаку збирка од проза. И има кратки мисли пред секој почеток на текстот. Исто така да не ја заборавиме и поезијата. Има две поезии, на почетокот и на крајот од книгата. Мотивот кој доминира во оваа збирка, како што кажа, е љубов. За љубов се воделе војни, се пролевало дури и крв. Како Ружица ја доживува љубовта? Љубовта е посебен облик на душевна енергија. Тоа е прекрасно чувство кое што мислам дека во денешно време ретко го доживува онака вистински. Исто така љубовта представува можда виножито со преубави бои, и љубовта е таа која што ја создава, мислам, најубавата уметност, која што ние денеска ја читаме, ја пишуваме или пак ја гледаме, ја насликуваме. Мислам дека е најголем мотив за секое човечко битие. Што би им порачала на тие кои можеби се соочиле со горчливиот вкус на невозвратената љубов и можеби негде ја изгубиле надежта во взаемна возвратена љубов? Како што и претходно спомнав, срцето чука и тогаш кога е скршено. Сите ние треба да му бидеме креатори на животот, бидејќи како ние ќе го осмислиме, така никој нема да ни помогне и да го осмисли. Меѓутоа, има посебна убавина кога во животот ќе се додаде љубовна енергија. Не знам, љубовта е нешто најубаво што може на човекот да му се случи. И е најголемата инспирација за било што, дали за, не знам, факултет ете, за семејни ситуации, приказни, инспирација за цело живот. Убаво кажано. Што ни отвои за денеска, што ќе ни прочиташ? А, Ќе ја прочитам првата поезија која што е објавена во оваа книга. После се ќе ти кажат, има и такви денови во животот, ќе поминат. Какво поминување? Не поминуваат. Немаат крај. Полека почнуваат да те гушат. Ќе достигнат до степен на нормалното и не знаат за доста. Не знаат за крај. Продолжуваат и понатаму, без трошка сожалување. Воздухот станува потежок и поредок. Солзите неизбежни се. Ко игла на конец стојат последните надежи. Силен ветер ги турка некаде во неповрат. И наеднаш ги снемува и нив. Желбите се уште присутни, дзиркаат низ животен прак. Гледаат темнина, натре и веднаш си заминуваат. Љубовта секогаш останува. Ќе ги врати надежите и желбите. Ќе ја врати светлината. Удобно ќе се всели во една од омилените фотелји и повторно ќе си замине. И пак доаѓаат тие денови. Од оние досадните, што за доста не знаат. Од оние што никогаш нема да поминат. Оние што никогаш нема да успеат да се насмеат. Исто како оние што никогаш не можат заедно во прво лице множини. Гледате дека не поминуваат. Животот поминува. Научив јас, а само 14 имам. Би сакала ли да ни прочиташ и некоја мисла за љубовта? Секако. Еве, например, самите сме творци на собственото совршенство, иако не е љубовта нагласена, сепак е дел од оваа мисла. Ноќта за тебе ми зборува. Бидете му креатори на животот. Колку сме среќни зависи од нас. Колку е тажна книгава, толку е и мотивирачка на некој начин. Еве, книжевноста е лек на сечија болка. Да живееме во моментот на сегашноста. Наместо спомени, исправме отисоци, беше погрешно време. Љубоморна е душата на љубовта и така не.
Ти благодарам. Покрај овие три објавени стихосбирки, ти имаш најавено и роман кој те инспирирал од вистинска животна приказна. За каков роман станува збор? Најнапред сакам да кажам, и вие споменавте, но сепак да повторам бидејќи мислам дека вреди тој момент да се зборува. Облечена за љубов доживеа прекрасна промоција, беше премногу зборувана, и денес кога ќе се сетам на тој ден, страшни емоции владеат во мене. Облечена за љубов всушност инспирира друга личност од кога ја прочита Така. книгата да дојде кај мене и да ми ја раскаже нејзината животна приказна и да ме замоли да јас тоа го преточам на хартија и да тоа биде роман кој што ќе биде посветен на неа. Почнав со пишување на романот, меѓутоа дојдов да живеам во поголем град, имам поголеми обврски, се посветив на факултетот кој што го студирам. А, Почнав е романот, меѓутоа не знам кога ќе биде готов, иако добивам секојдневни прашања кога тоа ќе се случи. Не можам да ветам, меѓутоа ќе се потрудам да биде во ист тон и во ист стил како и облечено за љубов. Инспиративна приказна. Верувам дека и публиката со нетрпение го очекува овој роман, а јас искрено се надевам дека во некоја стигна прилика ќе можеме да зборуваме токму за романот и на таа тема. Ружица, ти си родена во Валандово. Не случајно го повторувам тоа, бидејќи си една од најмладите добитнички на 6 ноемвриската награда. За каква награда се работи? 6 ноември е роден ден на Валандово. Тоа е денот на ослободување на нашиот град. Секоја година општината доделува награди, тоест награди во вид на признание. За некој кој што постигнал некаков успех во нашата општина, представување всушност на општината надвор од неа. Повторно ќе кажам, бидејќи облечена за љубов го доживеа врвот, беше наградена поезија која што се наоѓа овде, и освен признание беше доделена и парична награда од страна на градоначалникот на општина Валандово и сум прегорда на тој момент бидејќи сум една од најмладите добитнички на такво признание. На кои други манифестации имаш учествувано и каде сите оние кои не гледаат ќе можат да прочитаат некое твое дело? Дел од манифестациите на кои што сум настапувала се детските рацinoви средби. Таму имав наградени 2 години поред имав прво добиена награда. Исто така имам прво добиена награда на конкурс кој што беше распишан од страна на Нови Сад. Меѓутоа не можев таму да присуствувам на церемонијата поради коронавирусот кој што беше интензивно раширен. Исто така социјалните мрежи се во екот сега. Може да се најдат објави на моите профили, исто така и на порталот levi.nk. Ти благодарам уште еднаш за ова денешно дружење. Јас ти посакувам успех во иднина и се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам и вас и беше многу мило да бидам дел од оваа емисија. Во оставаме во добро расположение и уште еднаш ви порачуваме. Сакајте и ќе бидете сакани. Довидување.